Колегата Мартин Николовски е веќе подготвен да го реализира второто јавување од Скопје, а овој пат всушност ја отвара и темата која што ќе биде во нашиот фокус во овој дел од емисијата, а тоа е говор на омраза. Мартин во наредните минути ни најавува во однос на настанот кој што ќе следува, а тоа е блокирај омразата, сподели љубов, така што сите детали се кај тебе, Мартин, па повели со разговорот. Да, Симона, токму така утрово во Македонија наутро разговараме со двајца млади европски амбасадори, Гента Салихи и Јана Андреска, кои се организатори на настанот Блокираја омразата, сподели љубов, второ издание поред, што се реализира во соработка со Советот на Европа и со Европската Унија. Тие се дел од регионална иницијатива која има за цел да ја намали дискриминацијата, да го зголеми меѓусебното почитување и да го намали говорот на омразата. Токму за овој настан ќе дознаеме повеќе детали токму од нив. Јана и Гент, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро. Добро утро, Мати. Јана, ќе започнам со вас. Што беше мотивацијата да бидете дел од оваа иницијатива Блокирај омразата, сподели љубов, второ издание, и што значи оваа иницијатива токму за вас? Пред се би сакала да ги насочам оние растечки трендови на нетолеранција, дискриминација и говор на омраза, нешто што е евидентирано и од страна на Европската комисија против расизам и нетолеранција. Аналогно на ова, сакав да бидам дел од едно движење на промени, движење кое што директно промовира еднаквост, кое што промовира почитување на различностите. Затоа и самата иницијатива не е само проект за мене, туку е една лична заложба дека за подигање на свеста, дека секој од нас поседува лична одговорност кога станува збор за допринесување во едно еднакво, инклузивно, поправедно и побезбедно општество. Гента, што да очекуваат присутните од денешниот настан? Што е на програмата? Какви активности ќе имаме можност да видиме? Пред се треба да очекуваат многу безбеден, отворен и многу креативен настан, каде што младите искрено ќе можат да истакнат и да ги кажат нивните идеи и чувствата на тоа како се осеќаат кога се дискриминирани во вакво општество каде што во последно време е доста поларизирано. Интерактивна работилница, ќе имаме доста дискусии, ќе се презентираат и алатките од Советот на Европа, ќе се презентира и Конвенцијата за човекови права и мислиме дека ќе биде доста интересна работилница за сите млади кои ќе бидат денес од овој настан. Така. Јана, кои форми на говор на омраза и дискриминација се најчесто присутни помеѓу младите во нашата држава и како истите да се препознаат? Првично е многу тешко да се направи јасна граница и дистинкција помеѓу што е слобода на изразување, слобода на говор и со говор на омраза. Говорот на омраза е многу полесно предпознатлив кога повикува на било какви форми на насилство, на страв, на омраза и на било која форма на нетолеранција. Можеме да ги наведеме сите расистички, ксенофобични, хомофобични тенденции и сите слични деклинации кои што повикуваат некакво изразување кое што поттикнува некаква изложеност на самите поединци, на некаква небезбедност. Исто така може лесно да доведе и до поопширни форми на дискриминација, на исклучување физичко и физичко насилство, така што мора многу внимателно да се пристапува, особено кога станува збор за социјалните мрежи и интернетот, затоа што интернетот е еден простор и фронт каде што многу широко може да се шири говорот на омраза. Така. Гент, како млад човек кој работи во различни етнички заедници, што мислите дека е најголемиот предизвик кога станува збор за создавање на една атмосфера на еднаквост и меѓусебно почитување? Мислам дека најголемиот предизвик во денешно време е дека многу комуницираме и зборуваме едни за други, но многу ретко комуницираме и зборуваме едни со други. Постојат многу предрасуди кои се пренесуваат за жал генерацијски во нашето општество, но верувај, Мартин, дека кога имаш група на млади кои се среќаваат и зборуваат отворено за некои теми и
ги гледат тие дека различностите се ги нема и дека сите сме исти на крајот на денот. Како што каже и Јана, нашиот мотив е за на крајот на ова работилница младите да бидат мотивирани и да имат подруг пристап кон различностите во нашето општество. Така. Јана, пред самиот крај на разговорот, често зборувате за моќта на младите во градењето на позитивни примери за тоа како треба да изгледа со животот, со работката, да нема дискриминација и говор на омраза. Која е пораката што сакате да ја испратите до сите млади? Едноставно со омразата се враќа со незината алтернатива. Алтернативата е секогаш љубов, секогаш е солидарност, емпатија и сочувство кон другите. Така што младите имаат тука главна улога и можат да бидат двигатели на овие позитивни наративи. Едноставно преку таа лична одговорност, преку едукација, отвореност и свесност за проблематичностите, затоа што сето ова и директно е таргетира и демократијата и инклузијата. Затоа не е самиот поединец кој е афектиран, туку и целата група на луѓе. Така, и Гент на самиот крај од овој наш разговор да упатиме на покана кога и каде ќе се одржи овој настан. Секако ги покануваме сите млади кои се заинтересирани за ова тема. Вечерва во 18 часот во просториите на Europe House во Скопје да ни се придружат со мене Јана, па и со Мартин ќе биде таму, за да збориме за дискриминацијата и да учиме нешто ново. Така, Јана, Гент, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма Македонија наутро на јавниот сервис. Ви посакуваме успешен настан да имате. Работилницата Блокираја омразата сподели љубов, второ издание ќе се одржи денеска со почеток во 18 часот во Europe House во Скопје, а организатори на истата се младите европски амбасадори Гент Салихи и Јана Андреска, и оваа работилница се одржува во соработка со Советот на Европа и со поддршка од Европската Унија. Симона?